Да, почнуваме со дебатниот дел, како што најавивме, тука во студиото е господинот Илија Николовски, пратеник во собранието, председател на партијата на пензионерите, поранешен армиски генерал. Господине Николовски, имате богат бекграунд, можам да кажам, ке зборуваме за тоа со вас и на политички, но и на безбедносни теми, но еве да почнеме со она што е најново, тоа е посетата на германскиот председател Франк Валтер Штајнмајер на Северна Македонија, пораките кои тој ги донесе и гледаме дека постојат различни перцепции кај власта и кај опозицијата за неговите пораки. Власта вели дека тој ја охрабрил земјата, порачал дека патот кон Европската унија е преку уставните измени, опозицијата пак вели дека тој не дал конкретен датум, не кажал кога земјава може да влезе во Европската унија, но исто така и кажал дека не може да се спречат бугарските блокади. Како вие гледате на посетата? Јас сум пратеник по втор мандат и досега во собранието се обраќале многу познати светски политичари, меѓутоа за оваа посета можам да кажам дека е историска посета, затоа што ни еден досега од светските политичари не дал толку јасни, конкретни пораки како што ги даде председателот на Германија пред некој ден. И опозицијата може да зборува што сака, меѓутоа и опозицијата тоа го забележа во собранието и однесувањето на позицијата можам да кажам дека за разлика од други прилики беше многу позитивно, коректно, малце воздржано, меѓутоа станаа, аплаудираа и останаа со прстот во уста, немаше што да кажат. Што не дал конкретни рокови, тоа никој на земјината топка не може да каже конкретни рокови, меѓутоа судбината е во наше раце, затоа што ние се зависи од нас како ќе се движиме кон Европа. Ние сега имаме историска шанса, најповолни геополитичка ситуација, најповолни геополитички услови, ние тоа треба да го искористиме и ако знаеме да го искористиме, ние можеме заедно со Албанија и Црна Гора да бидеме на брзата трака за влез во Европската унија. Ако своевремено Бугарија и Романија можеа да влегнат од политички причини така на брза трака, ако во 2004 година балтишките земји, јас некој пат кажувам дека 9,5 земји влегнале, зашто 9,5? Затоа што Кипар влегне, а пола не влегне. Ако ние имаме една Сицилија, една Корзика, кои се во Европската унија, кои не ги опште исполнуваат условите како се однесуваат, Република Северна Македонија, пошто е земја која што највеќе чекала за влез во Европската унија, Република Северна Македонија е најподготвена од сите досегашни кандидати кои биле за влез во Европската унија и сега имаме таа историска шанса да треба да искористиме. Пораките на германскиот председател беа многу јасни дека судбината е во наши раце и пораките му беа дека треба да собереме сили да овозможиме да бугарите влегнат во Уставот на Република Северна Македонија. Вие го перципирате овој период, претпоставувам поврзано и со војната со Украина, ќе разговарам за тоа подоцна, политичкиот моментум кој сега е создаден како поволен за проширување на унијата, така го гледате ова? Никој пат во последно време по-поволни геополитички услови, по-поволна геополитичка ситуација не била за влество на Република Северна Македонија, мислам во пакет, не само Македонија, него заедно во пакет Црна Гора и Албанија, благодарение на ситуацијата во Украина. Европа согледа дека веќе не може да поставува дополнителни услови и дека Европа за да биде цела треба и Западниот Балкан да влегне во Европската унија од една страна, од друга страна и поддршката од нашите стратешки партнери, од Соединетите Американски држави. Тоа вето што јас некој пат знам да кажам, тоа вето не е само врз Република Северна Македонија, тоа е вето и врз
интересите на нашите стратешки партнери. Значи, интерес на Америка е да Западниот Балкан, односно Македонија, да влегне во Европската Унија. И ние сите тие поволности треба да ги искористиме во овој момент. А тие што мислат дека не треба да влегне, што се занесуваат дека ќе се изврши некоја асимилација и така натаму. Јас многу често тоа знам да го кажам, па и на лидерската средба последна што имавме, ја кажав дека јас не памтам во поновата историја, особено во втората половина на 21 век, да некој успел да асимилира некоја нација и доста со таа ација, дека ќе имаме бугаризација, дека ќе имаме албанизација, дека ќе имаме србизација, никој не успел македонската нација, нити ќе успее некој нација да асимилира. Меѓутоа, нација без држава не може. А ние во поновата историја знаеме дека може и е дошло до распад на држави. Најсвеж пример ние распадот на Југославија, ние по возрастите генерации кои беме толку убедени дека не може да се распадне Југославија, него благодарение на некои усијани глави, благодарение на некои луѓе кои патат од историја, од географија, дојде до распад на Југославија. Или сега најнов пример имаме ситуацијата во Украина. Немој да мислат граѓаните дека Путин го интересира украинскиот народ. Путин го интересираат територија и затоа треба да се преземат сите мерки, организирани мерки, да ние влегнеме во Европската Унија и пречките кои ги имаме да ги надминаме. Ако една Хрватска има 25 нации во својот устав и 355 бугари ги има во уставот, влегнале во Хрватскиот, и исто така ние кога сме се веќе определили како мултиетничка држава, ако може толку нации да ги имаме во уставот, може да бидат и црногорците, може да бидат и хрватите, може да бидат и бугарите, да. И ништо тоа нема. Добро генерале, ми се чини дека еве дојдовме до уставните измени, кога зборуваме за уставните измени за влегување на бугарите во уставот, ми се чини дека проблемот е во една друга насока. Не е со самиот чин на ставањето на бугарите во уставот, бидејќи колку што можам да ги интерпретирам ставовите на ВМРО ДПМН, на најголемата опозицијска партија, дури ни они немаат нешто против со самиот чин на ставање на бугари во уставот, но забелешките се дека тоа константно барање за некакви отстапки од земјава нема крај и дека дури ако се направат тие уставни измени, дека подоцна немаме никаква гаранција дека Бугарија нема да не блокира за нешто второ или трето и така натаму, судејќи според искуството што го имаме, судејќи според Преспанскиот договор, кој требаше да биде, еве да речеме, последна голема отстапка која земјава ја прави, но сепак не излезе така, излезе дека треба уште доста да се направат. И сега прашањето е тоа. Ние немаме гаранции дека нема да имаме нови блокади, а мораме да го направиме тоа. Значи, овде има една работа која народот не е добро објаснита. Гаранција не може никој да даде. Меѓутоа, после францускиот предлог, прифаќањето на францускиот предлог, тој не е француски предлог, тоа е предлог на Брисел, меѓутоа така наречен бриселски предлог, еднаш за секој падна фамозната или така да кажам на ова рамковна позиција на Бугарија. Значи што ја донесува во собранието? Што ја донесува во собранието со паѓањето на таа рамковна позиција во Бугарија, јазикот во преговорачката рамка не се спомнува. Некој што вика историјата, историските комисии работат, меѓутоа треба да постигнат консензус, односно да се договорат. Додека не се договорат, владите не преземаат ништо. Владите се должни во рок од 2 години после да преземаат мерки. Меѓутоа, никаде не е речено дека мора да се договорат. Тоа е едно. Втора работа, треба да знаеме, со паѓањето, односно прифаќањето на францускиот преглед, ние сега не преговараме со Бугарија, него преговараме со Европската Унија, сакам тоа граѓаните да го сватат. И во текот на преговорите не може една земја да те блокира, а може да блокира дури на крајот кога се завршуваат преговорите, кога се донесува
одлука со консензус. Меѓутоа, ние треба да направиме нашата домашна задача да ја завршиме, а сега е устав да бугарите влегнат во уставот за да можеме да наставиме со преговорите. Ако тоа не го направиме, ние сами ќе бидеме криви, а не бугарите, и во тој случај може Албанија и Црна Гора да идат, а ние не знаеме што и кога ќе влегнеме во Европската унија. Тоа го поврзвам јас од 2008 година. Ние 2008 година во Букуреш имавме многу поповолна ситуација кога се предложи Република Македонија цртица Скопје. Ние тоа не го прифативме и знаеме после 2008 до 2018 што се како беше ситуацијата во Македонија. Имаме заробена држава, бевме изолирана држава, кога никој не доаѓаше во Македонија и така натаму, и колку заостанавме за тој период. Јас се плашам да не дојдеме во таква ситуација, ако сега тоа не го прифатиме, а ќе се вратам и на Преспанскиот договор, ако сега ние тоа не го прифатиме, ние може да не се никој не може да гарантира кога ќе ги почнеме преговорите, ќе бидеме ние сами криви. Сега околу Преспанскиот договор, секако дека поднесовме жртви и нема граѓанин во Македонија кој не ја осеќа таа жртва промена на името. Меѓутоа, со Преспанскиот договор, еднаш за секој пат е закопана доктрината на Мицотакис и на Милошевиќ дека не постои македонски народ, не постои македонски јазик, не постои македонска држава. Таа доктрина е закопана. Ние сега постанаме со Преспанскиот договор, постанаме земја членка на НАТО, постанаме членка на најмоќната воено-политичка организација во светот и бенефитите од тоа членство ги гледаме сега со Украина. Према тоа, за мене Преспанскиот договор е еден од помеѓу неколку важни датуми и настани во новата историја на македонскиот народ, како што е Илинденското востание, после Асно, кој опозицијата го омаловажуваше, односно омаловажуваше или маргинализираше најсветлиот и најпродуктивниот дел од историјата на македонскиот народ, а тоа е 41-45, па и сега повторно го напаѓаат Асном и така натаму ги напаѓаат партизаните, а е многу важен настан. Трет важен настан е осамостојувањето. Да не забораваме ова само мала дегресија, ќе зборуваме за ова и посебно, за Асном и партизаните и за Ванчо Михайловски. Нема никаков проблем, може и за тоа да зборуваме. Да, понатаму? Понатаму, значи тоа со Преспанскиот договор, понатаму рековме осамостојувањето, прогласувањето на независност на Македонија, исто, знаете како се опозицијата тогаш однесуваше, опозицијата развиваше теза дека нема држава додека не се пролее крв, а знаеме што можеше на Македонија да се случи ако се пролееше крв. Следен четврти за мене, датум реков НАТО и Преспанскиот договор, па после доаѓа признавањето на Македонската православна црква. Опозицијата исто тоа не го спомнува затоа што не се на власт. Да се на власт, они на сите звона ќе звонат како е признаje на Македонската православна црква, меѓутоа за нивна жал, пак ова актуелната власт, пак Социјалдемократскиот сојуз за сите важни историски настани учествува. И сега најважен нов историски настан е почеток на преговорите со Европската унија и гледаме како се однесуваат, а тоа се во спрега со сите тие националистички сили кои од надвор, кои не сакаат Западниот Балкан, Република Македонија да видат во Европската унија, да видат во западните сојузи, него сака да остане изолирана, да македонскиот и бугарскиот народ закрававени и да овој дел остане под влијание на Русија и на Кина. Баш телевизија 24 извести завчера дека Европската унија има детектирано дека постојат сили и во Бугарија и во Македонија, а имало и во Грција за време на Преспанскиот договор. Тогаш за Грција постои еден извештај каде што е посочено и мешање на Русија во тој процес, бидејќи е многу поразбирливо, бидејќи се работеше за влегување во НАТО. За тука не се спомнува Русија, мора да бидеме искрени, но сепак велат
забележени се сили и во Македонија и во Грција кои работат активно на обструирање на односите помеѓу двете земји. За жал, многу аналитичари тоа го имаат согледано и тие сили на дневна основа комуницираат. Тоа се сили извнатре во Македонија, внатре во Бугарија и во регионот. Рековте дека Русија не се спомнува, меѓутоа треба да знаеме дека Русија за Западниот Балкан потроши 300 милиони долари за поречување на евроинтеграција. Русија имаше влијание на изборите во Албанија, во изборите во Босна и Херцеговина, во изборите во Црна Гора, во Србија, па и во Македонија. И руското влијание него е големо во Западниот Балкан, особено најголемо е во Србија. Ако сега треба да елаборираме преку што иде преку Српската академија на Српската православна црква, православие и така натаму, постои овој хуманитарен центар во Ниш, тоа е фактички прикриен обавештајни центар, дека постои канцеларија на Русија во Министерството за одбрана. За време на роден денот на Тито по Белград имаше билборди каде што му се честита роден ден и така натаму, така да руското влијание е големо на Балканот и се уште и се во спрега со стари националистички сили, и тоа се истите тие сили во Бугарија, сега да не ги именувам, ги знаеме тие политичари, за жал во спрега и со тие националистички сили во Македонија и кои се во постојан контакт меѓу себе. Да, но направили тука, да речеме, власта грешка во оваа земја што дозволи отварање на овие бугарски клубови под тие имиња под кои се отворени, под Ванчо Михајлов и цар Борис III, па потоа се донесе закон што се анулира тоа, да речеме, се бара да ги сменат имињата, закон поднесен од опозицијата, но поддржан од сите. Дали се направи грешка кога се дозволи со некакви дупки во закони, со некакви такви чудни процедури сепак да се регистрираат тие здруженија? Значи, по мене е тоа Па сега Бугарија тоа го користи како изговор. За мене тоа е историска грешка. Власта не смееше тоа да си го дозволи, за жал тоа се случи и ние како партија на пензионери тоа го осудуваме и го поздравуваме донесувањето на новиот закон за здружение и фондација, и тоа треба да се до крај да се иде, да се испочитува законот и сето тоа кој има забелешки и на клубот Ванчо Михајлов во Битола и на клубот Цар Борис во Охрид, сите забелешки кои има власта треба да се отстрана, затоа што тие не придонесуваат на кон пријателство измеѓу македонскиот и бугарскиот народ. Напротив, тие придонесуваат кон раздор, кон сеење на омраза, национализам, и тоа треба да се искорени. И тоа власта тука направи голема грешка. Власта сега се обидува, не се обидува, него веќе презема и организирани мерки и активности во таа насока. Треба институционално да се работи, како што се отвори бугарски клуб сега новиот во Скопје, така ќе се отвори македонски клуб во Благоевград, али институционално каде што позади тоа стои власта, така да и државите, односно државата постои и во Благоевград секако, ја не знам на кое ниво ќе биде, али како што беше овде министерот за култура од Бугарија и министерот за култура, треба институционално да се соработува и да се надминуваат овие пречки кои ги имаме во нашите односи. Интересен е ставот на опозицијата за овие клубови, доста флуиден, доста променлив став, јас би кажал. Прво, опозицијската ВМРО ДПМН ги повика граѓаните на протест во Битола, кога се отвараше клубот Ванчо Михајлов. Па потоа претседателот на партијата кажа дека треба да се затвори клубот Цар Борис III во Охрид, но не и Ванчо Михајлов во Битола, па рече дека треба да се почитува тоа што Ванчо Михајлов бил еден од основачите на ВМРО ДПМН. Па потоа повторно кажа нов став дека сепак треба и тој во Битола да се затвори. Значи, така, јас би кажал флуиден еден став, променлив прилично, а интересна е реториката на партијата во последните соопштенија во кои тие се навраќаат
на своите изворни ставови, да речеме, за народно-ослободителната борба, за НОБ, за партизаните, за Јосип Броз Тито, каде што велат дека тие всушност им нанеле голема штета на македонците, на македонските патриоти во тоа време? Одлично прашање. Таа дволичност секој нормален граѓанин може да ја забележи. Значи, со отварањето на клубот Ванчо Михајлов во Битола, во почетокот беа толку грлати, толку дигна врева во државата дека е тоа предавство и така натаму, а ако погледаме фигурите кои беа на отварањето од македонска страна, тоа се сите поранешни, па и сегашни членови на ВМРО, кои се сликале со лидерите на ВМРО, значи нивни членови, сега така наречени бугари, новокомпоновани бугари, беа таму, го осудија тоа, најостро го осудија, поднесоа закон за промена на начинот на регистрирање на здруженија и фондации од нивна страна, да би после лидерот на опозицијата се повлече, затоа се повлече, затоа што фактички нивниот континуитет е од владењето на Ванчо Михајлов со ВМРО. Према тоа се повлекува и тоа е едно тешко лицемерие. Гледате како менуваат своите ставови од ден во ден. Еден ден кажа едно, после кажува друго. И ова е, јас предмате реков дека она маргинализирање на најпродуктивниот, најсветлиот дел од историјата на македонскиот народ се враќаат на тоа непризнавање на АСМОН, непризнавање на партизаните. Јас имам едно реторичко прашање. Нека ми кажат, ево, упатувам јавно прашање, нека кажат ако не беше тој период, 41-44, ако не беше второто заседање на АСМОН. Значи, ние сме имали многу буни и востанија, меѓутоа, ниедно не било успешно. Тоа е тој успешниот период кога е за прв пат званично признаje на македонската држава, кога е за прв пат званично признаje на македонската нација. Нека ми кажат кога, ако не беше тој период, кога ќе формираме ние македонска држава. Према тоа да се омаловажува најсветлиот и најпродуктивниот дел во историјата, ја тоа не можам да го сватам. Нека одговорат кога тоа ќе формираме ние македонска држава. Да, добро. Ке се вратиме на политиката, но еве, како што кажав, да го искористиме и вашиот генералски бекграунд. Малку да поразговараме за Украина, генерале. Ова што се случува, интересно е, еве, војната почна во февруари, декември сме, се уште трае, но интересно е што сите оние предвидувања за руската инвазија, за силината на руската армија, за тоа што треба да се случи, потврлија и веќе имаме ситуација каде што русите се речеси во цела Украина во една, ја нарекуваат активна дефанзива, напаѓаат тамо на исток на некој фронт, но речеси немаат офанзивни действија. Офанзивните действија сега ги спроведува Украина, што е исто така интересно. Да, русите напаѓаат со ракетни напади, но ја напаѓаат цивилната инфраструктура, енергетска инфраструктура, цивилна пред се. Можеме ли вака едно кратко сиже што се случува во Украина според вас, зошто русите така потврлија, зошто се најдува во ваква ситуација? Значи, со војната во Украина падна митот за руската армија. Еднаш за секупат. Второ, Путин или Русија направи две стратегиски грешки. Првата стратегиска грешка е што го подценија украинската армија и украинскиот народ. Путин мислеше како што своевремено влегна 68 во Чехословачка и го Дупчек сменија или 56 во Маđарска, во Унгарија, дека така ќе влегнат во Украина, ќе го сменат раководството на Украина и ќе доведат ново проруско раководство. Тоа е првата грешка. И втората грешка, која исто така ја направија, односно не можеа да ја предвидат, колку ќе биде меѓународната помош на Украина, особено на НАТО и Европската унија. Тоа они не може да го предвидат, иначе украинскиот народ не може да се супростави ако нема таа организирана помош од меѓународната заедница.
и след да работат, мора да свати дека НАТО никако не смее да дозволи да Русија победи во оваа војна. Ако се тоа дозволи, ќе почнат да растат апетитите на тие националистички апетити и во други региони, значи тие работи треба да ги имат во предвид. И врз основа на тоа нивната лоша проценка за моралот на украинскиот војник, од друга страна се покажа дека нивната армија е недоволно подготвена, корумпирани генерали, немотивирани војниците кои тераш некој да оди на друга територија, немотивираност и до тоа дојде. И сега имаме ситуација кога имаме од едната страна на реката Днепар околу 30.000 добро укопани, утврдени украински, односно руски војници, меѓутоа овие што се повлекуваат Херсон. Кои се повлекоа и сега се од другата страна тие укопани, недоволно обучени, недоволно мотивирани, и сега руската страна води војна од дистанца, гаѓаат со ракети, уништуваат инфраструктура во Украина, што е за секоја осуда и што е карактеристично, не знам дали народот тоа го приметил, во последно време Путин го нема никаде, што викаат тоа во наводници скриен во својот бункер како своевремено Хитлер, и војната ја препушта на генералите. И ако се изгуби војната, после ќе бидат генералите криви за се. Следно, Русија е потпуно изолирана. Ова е најсвеж пример е самитот во Бали, што беше на Г20. Некои не викаат Г20, него Г19, затоа што Путин не се појави на тој самит, се појави Лавров, кој настапи кратко, демантирајќи се што се случува и после го немат. Значи, Русија е изолирана, меѓународната заедничка презема се што е можно на Украина да се даде секаква помош да се преживи, а последиците од оваа војна се тешки за цел свет, за Балканот, посебно за афричките земји. Ние знаеме дека 35% од производството на пченица во Украина беше, русите вршат обструкции, препреки за да не може украинското жито да се извезува и што е многу опасно, односно со тешки последици ќе биде што сега не се посеани нивите во Украина. И тоа ќе има тешки последици за исхрана на населението, посебно за Африка и така натаму. И затоа и нашата влада... Да, но генерале, знаете како? Вие ги детектиравте главните моменти во војната, но дел од аналитичарите велат вака: доколку Русија навистина е втора светска сила, како што се представуваше пред украинската војна, после Соединетите Американски држави, и со нападот на Украина, која прво географски е многу помала, во население не е толку, пута 3, но сепак е 3 пати поголема Русија, во оружје, во број на оружје, не знам колку пати, премногу повеќе има техника Русија, дека без разлика на војната помош која Украина ја добиваше од сојузниците во едни отежнати услови, во војна се доставуваше тоа, плюс парцијално се доставуваше, не ги доби веднаш, туку во од, што се вика, дека без разлика на се, тие доколку имаат добра стратегија, можеа брзо да победат во Украина, но тие не го направија тоа. Значи, тие дозволија да бидат вовлечени во една долга, исцрпувачка војна, рововска војна, што во никој случај не смеа да си го дозволат. Како дојдоа до таа ситуација? Па јас реков двата фактори. Значи, првиот фактор е подценија отпорот на украинската армија. Мислеа дека тие многу брзо, за неколку дена ќе легнат во Киев и дека ќе го сменат украинското раководство, ќе дојдат. Подценија одлучноста и подготвеноста на украинската армија. И према тоа сега ситуацијата е многу сложена, посебно за русите,
затоа што Русија економски може да зборува кој што сака во светот, економски многу ослабе, многу се исруши околу таа војна, иако некои викаат дека они имаат скриено оружје и така натаму. Опасно е што Русија има нуклеарно оружје и што Путин е непредвидлив со неколку изјави кои ги даде. Тоа е опасноста што има нуклеарно оружје. И што, видите, он даде една изјава дека сите тие држави, односно делови кои извршија тој референдум на брзина, треба меѓународната заедница да ги признае и го тоа поврзува, например, со распадот на Германија, вика тогаш немаше референдум, па како Источна Германија и Западна Германија. Да, и користи паралела со Косово цело време. И користи паралела со Косово и така натаму. Главните аргументи. Тоа му се главните аргументи. Меѓутоа, меѓународната заедница е на страната на Украина и не сме меѓународната заедница по никоја цена да дозволи да Русија победи. Сега има еден така малце да предвидуваме напред еден момент што е многу важен, 24-та година, изборите во Америка. Да. Ако дојде до промена на власта, не дај Боже да победи Трамп. Доколку се кандидира, се уште не знаеме. Да. Доколку се кандидира, иако, например, тешко, ако се погледа колку има тужби против Трамп и така натаму, тешко би можело тоа да се прихвати да се кандидира. Меѓутоа не можеме да предвидиме и ето, хипотетично, земеме ситуацијата хипотетично, ако погледнеме, ако победи Трамп, тогаш може да се промени на одреден начин ситуацијата, иако не верувам дека може радикално да се промени, меѓутоа знаеме врските меѓу Путин и Трамп, кои беа блискоста на нивните. Да. Во однос на помошта која земјава ја дава на Украина како дел од таа координирана поддршка на сојузниците и на другите европски земји на Украина, не се само членки на НАТО кои помагаат рече сите европски и западни земји, кога Македонија ги донираше дел од тенковите Т-72 на Украина и други некои технички орудија и возила што ги имавме, имаше критики доста во земјава, дел од критиките пред се на социјалните мрежи, дека се ослабува македонската одбрана, дека македонската армија остана без тенкови, дека всушност се ослабува арама за да се помогне на Украина, а тие таму па немаат никаква корист и така натаму. Видовме една таква риторика. Што велите за тоа? Значи, тоа се потпуно неаргументирани овака тврдења, потпуно непознавање на ситуацијата. Прво, Македонија е членка на НАТО. Како членка на НАТО, Македонија е должна да се солидаризира со сето тоа што го прави. И во рамките на своите можности, Македонија даде и ќе дава одредена помош на Украина, како забораваат 2001 година што Украина колку помагаше на Македонија и фактички тие тенкови се од источно производство. Тие тенкови беа фактички беа склонети и не се ни употребуваа во Македонија. Така да арама не е во ништо ослабена што се дадени тие тенкови, напротив, ние сега увезуваме нови возила од Америка и така натаму, така да не е нити ослабена, а ние сме должни, имаме обврска да се солидаризираме со другите членки на НАТО. И како кандидатка за Европската Унија, ние сме должни да почитуваме сите активности и мерки кои ги презема Европската Унија во тие рамки и санкциите према Русија. Према тоа е непознавање и неаргументирано и може да зборува кој што сака, меѓутоа да, добро, да се вратиме малку сега повторно на нашата ситуација. Ние ги спомнавме и стратешките партнери, Соединетите американски држави, Европската Унија. Дојдоа некои критики од таму во овој период, пред се за изборот на обвинителот Абази и за скандалот со Онишченко. Доста остри беа критиките од Соединетите американски држави. Не се случува толку често за оваа влада, можеме да кажеме толку директно и толку
остро. Гледате ли вие на тоа како еден проблем во односите помеѓу стратешките партнери или проблем за функционирањето на оваа влада или проблем за владењето на правото и правдата? Критиките кои дојдоа се по мое длабоко убедување потпуно во право и партијата на пензионери како партија на овие слабости ги има согледано. Јас не можам да тврдам и ден денеска не ми е јасно на кој начин дојде изборот на Абази. Ето, Абази така е еден аноним... Тоа е голем скандал, да. Тоа е за мене голем скандал, еден анонимус кој никој не ти слушнал за него и така натаму. Како, на кој начин јавните обвинители си дозволија да гласајќи да он победи, а тоа не можам да го сватам, и забелешките на меѓународната заедница во врска со тоа се во право и околу владењето. Сега дека ќе има некои последици, не верувам дека ќе има последици, власта веќе го тоа се огледа, ќе мора да се менуваат некои работи, меѓутоа околу владењето на правото во тој дел ние се уште имаме проблеми. Тоа може да зборува кој што сака, ние како партија тоа го осудуваме и секој пат ќе бидеме на страната на тие сили кои се за промена на начинот на владење, да се почитуваат законите во оваа земја, да како партија сме строго определени за робусна борба против корупцијата и како партија ќе поддржиме секој закон кој ќе биде да се испита, односно да се испита имовинската состојба кај не сега, од сега натаму, него и досега на кој начин е стекнато богатство. Значи, апсолутно сум за тоа дека треба да се води борба против организираниот криминал, против корупцијата и за владење на правото. И не е случајно што истражувањата покажаа доверба во судството 8%. Но тука... Особено е проблематично за мене повеќе јавното обвинителство од судот. Тука го имаме скандалот со Онешченко, освен самиот скандал се укажува на сериозни безбедносни пропусти како се направени тие проверки за неговиот бекграунд, особено во Агенцијата за национална безбедност. Сега, како што кажавме, како што видовме, владата вели дека сака да го ревидираат тој процес, но сепак дали покажува ова еден голем безбедносен пропуст во службите? За мене е тоа голем безбедносен пропуст и тоа покажува дека остатоците од режимот се уште во службите не се отклонати, дека има иако ние вршиме реформи во безбедносниот систем, особено во УБК од УБК АНА, тоа покажува дека остатоците од владењето на Мијалков и така натаму се уште во таа агенција не е доволно извршена реформа и дека со реформите мора да се продолжи. Овај случај не смеело да дозволи да си го дозволат нашите безбедносни служби. И сега, по мое длабоко убедување, тука треба да се преземат ригорозни мерки за пропустите кои. Не може никој да ме убеди на земјаната топка дека тука нема, некој не земал пари и така натаму. Или ова што беше со пасошите, дека има криминал, дека има корупција, тоа не може да ме убеди. Само не знам колку пари се дадени. Вие, значи, се сомневате на тоа, дека така е дојдено до скандалот? Така е дојдено сигурно. Затоа што има остатоци, организирани остатоци во оваа служба. Реформите не се извршени до крај. Односно, ветингот не е извршен до крај. Да, добро, во однос... И треба да се води сега сметка кој ќе дојде на чело на оваа служба. Во однос на уставните измени и на собранието, ние разговаравме за нив пред малку, но јас не ве прашав како мислите дека ќе дојде до тие уставни измени. Знаеме дека е тешко, нема мнозинство, сега се зборува за влез на алијанса во владата, тоа не се кажува директно, но рече се известно дека е поради собирање на некакво мнозинство за уставни измени, но дали вие мислите дека тие уставни измени треба да се прават така со собирање на потребно мнозинство, па пратеници од ваму, пратеници од таму, а ВМРО ДПМН да биде исклучено од тој процес, значи нешто слично како со Преспанскиот договор,
гласање кое подоцна произнесе низа на проблеми, знаеме што се случуваше, или мора да се бара начин ВМРО ДПМН да биде вклучена во процес? Јас сум длабоко убеден во тоа како треба да биде. А тоа треба да биде ВМРО вклучено во овој процес. И ВМРО не смее да си дозволи, може они да зборува што сакат, меѓутоа перцепцијата е створена така дека ВМРО антиевропска. Они викаат дека не се, меѓутоа со своето однесување таква перцепција е створена и овде во државата, а особено надвор од државата. И мислам дека постојат сили во ВМРО, прогресивни сили, кои нема да дозволат да се закочат евроатлантските интеграција. Ево, во ова прилика ја користам овие помлади пратеници кои се да не дозволат нивната генерација да стагнира, да не дозволат да перспективата на нивната генерација попречуваат и самите себе, и не верувам дека помладите пратеници ќе си дозволат да не гласаат за уставните промени, затоа што со тоа ја ние стопираме евроатлантската интеграција, односно перспективите на оваа држава. А длабокото сум убеден дека треба и ВМРО да биде вклучен, да повеќе се работи на тоа, дека целите, задачите се заеднички, успесите се заеднички. Се што е направено досега, ниедна партија не смее да си препиша самата на себе. Ипак и ВМРО колку време беше, и ВМРО има придонес околу евроатлантските интеграции, и сега кога сме дошли во ваква ситуација, ВМРО не би смеело да си дозволи да остане антиевропска партија. Да. Иако они се ставно декларираат дека се они за Европската Унија, него не под овие услови, меѓутоа сега да не елаборираме колку има промени во однесувањето на лидерот. Ево, синоќа на трибината во Куманово, Ковачевски постави јавно прашање до лидерот на опозицијата, да вика нека каже. Своевремено со Бојко Борисов рече ние го поддржуваме договорот за добрососедство. Летото кога доаѓаше Петков, на Петков изјавил дека ќе дозволат да влегнат бугарите во уставот. Сега вика никако нема да дозволат. Од друга страна има индици дека во контакти со некои представници од други и пратеници од други политички партии, па и со меѓународната заедница, вика овозможите ни ние да дојдеме на власт, ние ќе изгласаме уставните промени. И премиерот Ковачевски го јавно повика синоќа, вика нека каже дали е тоа точно или не е точно. Према тоа мислам дека ВМРО треба да биде вклучено, а не да се врши притисок, да се подкупуваат пратеници и така. Јас сум против тој начин на собирање на 81 глас. Да, и тоа навистина со Преспанскиот договор излезе една многу грда слика. Многу грда слика, меѓутоа Преспанскиот договор си има свое место во историјата на Македонија и тек тоа ќе се проучува, особено па вео видите кој може да замисли дека ќе се отвори центар за македонски јазик во Грција. Ево сега најново, иако опозицијата тоа го премолчува, меѓутоа ето се отвори центар за изучување на македонскиот јазик во Грција и верувам дека во догледно време и факултативно ќе се изучува македонскиот јазик. Да. Добро, бидејќи сте на крајот, на самиот крај, бидејќи сте и председател на партијата на пензионерите, господин Николовски, пензионерите се жалат дека е инфлација, дека е скапотија, дека пензиите не им стигаат, дека тие покачувања кои ги добиваат не се доволни, ги пренесуваат ли тие жалби и до вас? Допираат ли до вас? Секако дека ги пренесуваат и до нас, секако дека јас секој сабале ги слушам контактните емисии, имам разбирање за пензионерите, меѓутоа пензионерите мора да сватат дека пензионерите треба да делат судбината и со другите граѓани во Републиката, особено со работничката класа, дека пензиските фондови се полнат од платите на од издвојувањата кои ги прават работниците. Околу зголемувањето, односно тој термин, сакам пензионерите оваа прилика да сватат.
Во пензискиот систем, во пензиската терминологија не постои термин зголемување на пензиите. Постои термин усогласување на пензиите. Тоа усогласување се прави да не изгуби вредноста на пензијата кога заминат во пензија, да не ја изгуби вредноста на пензијата. И затоа се вршат тие со инфлацијата. Сега, за жал, има поголема инфлација, меѓутоа, овака сега, ние на почетокот на годината имаме усогласување на пензиите 2,9. После, во септември имаме 6,8, значи имаме околу 10% зголемување на пензиите. Сега, во март месец, со новото усогласување по новата методологија, ќе има некаде околу 6%. Значи, за една календарска година ние имаме 16% зголемување на пензиите, што никој пат во историјата не е било. Нека кажат дали е некој пат било во историјата тако зголемување. Сега, има една друга работа која Да, но ќе ви кажат и дека никогаш немало толку големи поскапувања. Јасно. Една друга работа што кај делот, јас имам високо разбирање кај пензионерите, кај еден дел од пензионерите вика зашо не е линеарно. Пензијата мора да сватиме дека пензијата е економска категорија, а не е социјална категорија. Тоа значи кој колку внесувал, толку треба да добива. Меѓутоа државата е должна да повремено со своји социјални мерки интервенира кај оние со пониски примања. И во таа насока, сега со најновите економски мерки, односно социјални мерки, државата за 4 месеци пензионерите кои имаат пензии до 11.525 денара, 4 месеци ќе добиваат по 1.500 денара, а оние што имаат од 11.526 денара до 14.750 денара, партијата на пензионери се залага и ќе се залага да тие социјални мерки продолжат и понатаму. Второ што партијата на пензионери се залага, и тоа многу често го истакнуваме, дека просечната пензија треба да биде 60% од просечната плата, сега е 54%, а минималната пензија треба да биде 70% од минималната плата. Сега е 60%, меѓутоа со буџетот е предвидено минималната плата да се зголеми напред, ќе има аналогно на тоа ќе има изголемување на пензиите и ние како партија се залагаме да се донесе закон. Дека минималната пензија не треба да биде помала од 70% од минималната плата. Иако, например, јас проучувам системите во регионот, како во Србија, тоа вика дека 50% треба да биде. И сега, ако нашите пензии каква е во односу на овие во регионот, само да погледам, има тука да не биде напамет да не зборувам, како стоиме во односу на другите држави во регионот. Иако тоа е променливо. Моментално во Македонија просечната пензија е 283 евра, а минималната пензија е 175. Во Црна Гора они се подобри, 292 евра просечната, а минималната пензија е 270. Босна и Херцеговина моментално кај нив е 272, значи полоша е. Во Србија се 287, во Албанија се полоши од нас, Бугарија се полоши од нас. Према тоа, ако погледнеме во регионот како е ситуацијата, ние сме тука некако. Или начинот на усогласување на пензиите во регионот, сакам тоа да го појаснам. Во Словенија има усогласување на пензиите 60% порасот на платите и 40% од трошоците на живот. Во Хрватска има 30% од порастот на платите, 70% од трошоците на живот. И сега тоа во одредени ситуации едното или другото поповолно. Црна Гора има 75% од трошоците на живот и 25% од платите од порастот на платите. Србија има 50 како што е кај нас. Меѓутоа, ние со овој начин ипак се створи еден голем јас измеѓу најмалата и највисоката пензија. Ние како партија се
залагаме да повремено има нивелирање, повремено зборувам, нивелирање на пензиите, тие што се со минимални пензии да добијат повремено поголемо зголемување, да им се улесни тој рачекор на платите, односно на пензиите да се намали. Меѓутоа, ево на пензионерите сега сакам да им упатим, да не гледа тие највисоките, него да гледаме ние минималната пензија да се зголеми. Тие со највисоките пензии многу малци се луѓе, со највисока пензија околу 60 луѓе, околу 60.000. Тоа се многу малци, него да гледаме ние минималната пензија и на тоа треба да работиме и ние како партија на пензионери за тоа се залагаме минималната пензија да се зголеми, да се донесе закон, да биде 70%. И не само тоа, ние залагаме за промена, доста промени во здравствениот систем. Значи, партијата на пензионери не е само партија на пензионери, таа е партија и на работниците, и на земјоделците, и се што припаѓа во ранливата категорија на граѓани во земјата. За сите тие се ние залагаме, вклучувајќи ги и студентите, така да некој не свати дека тоа е партија на само на пензионери. И работниците, и земјоделците, и се што е ранливо во Да. Добро, господин Николовски, ви благодарам за овој разговор. Благодарам и на вас што ме поканивте. Да. Ова беше господинот Илија Николовски, пратеник, ранешен генерал, председател на партијата на пензионерите. Ние продолжуваме со универзитетскиот професор Благој Цонев. Правиме една кратка пауза за реклами и продолжуваме со емисијата.